Секако дека многу е непријатно да го слушаш постојано зборот дека не се прифаќа, но денеска за жал ние го слушаме постојано и тоа за сите амандмани од опозицијата. Особено кога знаеме дека луѓето кои што се обратиле од нас до нас во случајов од населеното место Кучевачка бара, кој што се наоѓа гравитира кон општина Бутел, а инаку припаѓа на општина Чучер Сандево, значи жителите ги остваруваат своите права преку општина Бутел, а инаку се наоѓа како територија под општина Чучер Сандево. Практично како оној филмот Ничија земја, секој со нив си поигрува како сака, секои избори, најголемите ветувања се токму на оваа тема, луѓето при секое заврнување на дожд се поплавуваат. Тоа навистина толку многу млади луѓе со бројни дечиња, за тоа се залагаме сите, но на терен ситуацијата е многу жалосна. Јас сум била сведок кога буквално цели куќи пливаат во вода и во фекалии. Навистина, трагедија на овој век е да во едно централно градско подрачје, многу блиску до центарот на главниот град на Скопје, да живеат така луѓе како во пробитно општество. Но за жал и овој пат се нема слух, а верувајте дека сум била сведок како се ветуваат. Значи, токму на ова прашање многу профитираат кога политичари се појавуваат кај граѓаните и граѓаните ја даваат својата поддршка, во случајов ја дале поддршката на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, и исто така се излажани, изманипулирани и еве, за жал и нашиот глас не се слуша како пратеници на опозицијата. Мислам дека со оваа формула на одлучување на мнозинството, ова е само една формалност. Кога еден пратеник од опозицијата ќе се избори за решавање на некој горлив проблем во неговата општина, кога е во опозиција, кога сите знаеме дека мнозинството ја донесува одлуката, кога сите знаеме дека, односно јас лично не знам на која основа, на кој критериум, на основа на кој критериум во Министерството за финансии се донесува одлука, дали се направени некои сериозни анализи, па затоа така толку лесно се вика не се прифаќа овој амандман, а знаеме дека кога ќе се вратиме луѓето очекуваат од нас повратна информација. Додуша подоцна некој ќе им каже што ви помогнаа пратениците? Ништо. Па како да им помогнеме? Ние не располагаме со буџет. Нас ни е ова инструментот со кој што можеме да се бориме за нешто што до нас е упатено на најцивилизиран начин. Ние се замолуваме овдека, бараме, лобираме, но толку треба да се измисли некоја друга формула, затоа што вака изгледа тој што е на власт, не ги слуша тие што се од опозиција и си ја тера работата. Нема механизам да речам, на проценување на потребите, на приоритетите, па да знаеме дека џабе ние не сме тука седнати, веќе ова изгледа на подсмев. Ние однапред знаеме дека ништо нам не ни е прифатено и дека со некаква модификација, ако е некој пратеник од власта, јас немам ништо против. Се радувам кога се прифатени некои предлози од пратениците, од колегите, од каде и да доаѓаат. Само нека има ефект тоа на терен. Никој од нас не се побунува за тоа, но мислам дека ова навистина е многу непријатно да се слуша и да се доживува. Јас имам уште други амандмани, но навистина ни опаѓа интересот и вербата дека било што ќе биде прифатено, што ќе започне да се реализира долгогодишниот, иначе овој амандман и претходно сум го поднесувала, но колку што знам од граѓаните што доаѓаат постојано во канцеларијата во општина Бутел, таму каде што јас функционирам како пратеник на терен, мислам дека ситуацијата од ден на ден се влошува. Луѓето сакаат и да ги продадат куќите да се иселат од таму, како и бројни други, заради немање на соодветни услови за живот, и да се замислиме уште еднаш дали оваа формула на покажување на надмоќ на власта над опозицијата е хумана и дали тоа е решение на проблемите кои што ние ги
презентираме овде. Нека не се нервира колегата, ете и јас нешто да кажам, по цел ден ве слушам колега по 20 реплики за една иста работа и за се и се што. Да не се нервираме кога има и други кои ги боли душа затоа што не успеале да излобираат за своето место. Благодарам. Благодарам. Дали